Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Може ли да замислиме подобар старт од овој, дами и господа? Не една, туку две хармоники. Две хармоники, па кажете нешто после. Добро си, Никола? Супер. Добро. Да, они се да си се Да, нели да се прилагодат, средат, да се наместат. Хармониките до вас, ќе не Така е. требаат подоцна пак, а ние да ви посакаме добре дојдовте во нова работна недела, ново издание, Никој како и еден час забава на телевизија и музика на телевизија. Така е. Едниот е Дарко Дамевски, замислата носи име и презиме на еден од можеби најубавите и најпознатите глумци македонски, и тој е одличен на својата хармоника и докажува дека нели достојно веројатно ќе го носи името и презимето на овој познатиот и ќе стане и тој познат колку него барам, така? Дарко? Се надевам. Дарко Дамевски заедно со Никола Андрески, не грешам, пазете горе со подпис Андрески со едно без В. Така е, од Нема да те македонски погодиме, македонски. ба од сега Никола, натаму те никој да не те погодуваме. утнува во Така е. овој начин. Сега, ако тебе пак треба да те најавиме, за неколку за некое време ќе биде и логопед на медицински факултети, има уште неколку испити. Уште два испити, да. Па добро, брзо ти е, да им кажеме на овие, нели, професориве? Па добро, ги пролонгирам викше 3 години, али ќе се среда, мора да биде. Добро, ама сега логопед ќе бидеш или ќе бидеш хармоникаш или може двете работи да одат заедно? Може двете, може. Ако се сака се може, али нормално викендите ќе ми се слободни, ние претежно сме за викенд зафатени музичарите и така да ќе комбинираме, ќе А се... значи ти стварно планираш И да се логопедара, занимаваш Да, ова што го учиш? потрошив и многу време и учење, пари, и така учење, е. и труд и мака и се. Залудно така да остане, мислам дека е грешка. Логопед е многу убава работа, многу специфична професија и децава сега заради тоа што се цело време на телефон, пак имаат многу големи проблеми со изговарањето на... Да, за жал сега во денешно време темата е таа тема е многу, значи се дефицитни сме како кадар и реално жал ми е заради тоа, еве млади деца ги гледам, секој дете одмаш том допре телефонот, е радосно, среќно, не се растени како во средина, али што да кажам, не знам. Па да, а сето тоа е поврзано, нели? Моториката, во развивањето на детето е поврзана со говорот, само да споменеме. Да, инфлуентноста на говорот, течноста на говорот. Ке речат што има тоа врска на телефон, има врска затоа што да, сите тие бариери што го спречуваат детето, значи сега не знам како ќе звучам, тука малце и родителите се виновни, затоа што им е олеснително кога ќе го остава детето пред телевизорот или пред телефон, така да може да и да го наранат пријатно и се. Така да нашиот факултет има и дополнителни
специјалистички студии за перверзивни расстройства како аутизмот, Даунов синдром, церебрална парализа и така натаму, да. Заводот што е на клиника се исклучително се бави и таму има исклучително врвни професори, професорки што ги поздравувам во овој момент. Да, јас сакам да прашам зошто логопед? Мислам, во изборот на медицина. Па вака, од мајка ми страна се сите доктори, лекари. Ти мораше да почитуваш таму, да, ми се врвни лекари. Да. Порача конкретно за... Не, он си избра, веројатно. Воопшто, значи, дедо ми беше 22 години началник во војна болница, доктор Санде Стојановски, познат доктор, хирург. Се сеќавам, да. И на име и презиме и на човекот се сеќавам. Да, војковците ми се Синиша Стојановски и Сашко Стојановски. Нема бегање, така, Никола? По мајка ми страна нема, татко ми е пејач, исто така познат по старата генерација, сега беше во престижното шоу Никогаш не е доцна, никад не е касно, стигна доста далеку, да. Види комбинација како овој факт. Инаку јас бев тргнат да бидам лекар по општа медицина и сакав да специализирам за судска медицина. Вујко ме премисли и до тогаш уште немав почнато баш активно и ептен да залетам по музиката и ми кажате приметив. Вика, те видов дека работиш, те следам од Facebook, вика, одбери, вика, од стручните студии на медицински факултет, зашто ќе заглавиш на двете. И му благодарам на тој со овој ден денеска. Да. Значи логопед, кој што е хармоникаш сабота и недела. Инаку има многу помош, музикотерапија, кај тие, поготово балбутицио или пелтачење, дткање жаргонски, да. Тоа сакав да прашам, дали логопед може да го среди говорот? Може. Генерално. Може. Така, да го искристализира. Ако е однесено на време, значи да. Што е наврено? Навремено однесено. Значи, види, кога родителот ќе примети дека детето некои гласови ги изговара погрешно, или пак дека датка, или пак дека воопшто нема говор. Да. Значи, тоа се случува сега, има и деца, треба да се испитаат родени глуви. Така е. Значи, има време до 12 месеци, најдобро е да им се стави кохлеарен имплант, за потоа да може да се работи. Джабе на глуво дете, ако му ставиш кохлеарен имплант на 4 години, тоа кога ќе прослуша наеднаш, нема природна селекција на звуците. Тој слуша и ова, и не може и тоа ќе му стане како бунило. Така да широка е многу темава за испадна. Не, испадна да те префрлиме кај Марија Амбуланта. Ама ти после 2 испита ќе дојдеш. Берете се 20 во друга емисија. Ни тргна муавето. Ке те препорачаме кај Марија за гостин, така да... Значи, само да констатираме, и тато задоволен, овој музички оддел, и мама задоволна, ова докторски оддел. Готово, сите срекни. Даре, ти како избрав хармоника? Ајде, Даре, сега почни ти. Јас избрав хармоника сосема случајно. Бев прво запишан како игрорец во културно-уметничко друштво Коча Рацин. Бидејќи сум од Капиште, тоа беше исто во центар кај денешниот Рамстор. Да. И ми беше сосема блиску. Прашањето беше дали спорт, некој дали фудбал, кошарка и не знам, мајка ми беше игрорка, па ајде по така некоја линија. Прво игрорец, година и пол. И беше, за разлика од денеска, многу поброен оркестарот, имаше 4 или 5 хармоники, кларинети, гитари. Да. Па сигурно бројеше оркестарот 20 на луѓе. И така некако лајт точка беше хармониката и... Тебе те бендиса? Мене ме бендиса, ме запиша моите веќе 2024 година, 20 години. Да, активно со хармоника да другарување. Да. Учеше во средно музичко или како? Да, во Коча Рацин почнав приватно хармоника, потоа се запишав во ДМБУЦ Илија Николовски луѓ, музичко-балетскиот центар. Завршив таму теоретичар со народни инструменти како подмодул и се запишав на факултет и дипломирав како музичар, теоретичар, педагог, изведувач на народни инструменти. Така е. Ти можеш да бидеш, ама не, ти можеш да бидеш и професор по музика, да се договориме. Теоретски да, можеш да предаваш основно средно нели некои доквалификации, магистер или докторат нели за високо образование и паралелно нели за народни инструменти. Не можеш тите народни инструменти да ги знаеш, ама ја се фокусирав глобално на кавалот, не. Да, на изворни. Сега малку е дискутабилен тој термин. Народни инструменти се подразбира гајда, шупелка, кавал, зурла, тие изворните. Хармониката не, да е класичен инструмент, да, фабрички производен, условно речено. Да, и дојден, односно припоен према македонскиот фолклор. Беше тешко да влезеш во танец? Тоа е една национална установа. Тоа сака да идем сега, кај се припоени сега. Кај? Ти си у танец припоен. Да. Не знам дали беше лесно или тешко, ама патот е долг за да стигнеш и да се оформиш како таква личност со таков багаж, да речам, и со таков профил на музичар, бидејќи бев
член на Кочорацин, потоа во оркестарот. Цела групата ако членував, отидовме во Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев и од 2010 до 2019 бев активно член, до пред короната, односно тој период. Бев раководител на оркестарот 4-5 години. И сето тоа искуство беше огромен плюс, ако не, да не речем, 82/3 да се изразам така до тоа, до успехот, да речем. Дали е круна на секој, да речеме, да бидеш дел од таков оркестар, како што е оркестарот во Танец на националното? Прво мислам дека е привилегија, после дека е стварно голем успех, бидејќи кај нас, нели, мала држава, малку број на граѓани, на музичари, на општеството така кое не дозволува да се вработуваат многу профили на музичари, да речеме, само филхармонија, опера, на национални установи. Камерниот оркестар од Битола, джез оркестарот и се 5 ансамбли од кои можеби системот треба да промени таа тематика, да не знам, не дипломираат 20 виолинисти и тие 20 виолинисти утре треба да се вработат некаде, не треба да чекаат да обелат или да добијат фризура во наше време сите беа направен. Да, или сега се сите неекономски. Се менува време. Никола, кога сме кај припојување, ти циркулираш со маестро. Вака, значи... Кажи. Јас многу доцна почнав. На 15, према 16 години, прв пат сватив во рака хармоника. Еве, на случка што не планирав да ја кажам, ама ќе ја кажам и му спомнав дека го кажам, нема да го именувам. Директорот, кога бе второ, трето деление, тогаш на патронат на приредби ми кажа дека од тебе никогаш нема да биде музичар и више ми забрани да се представувам на тие приредби во Македонски Брод, не знам. Мислам, од стручна страна тоа како педагошко лице, просветно лице, не треба да се каже на дете од 8-9 години. Мислам, денеска сме другари, да не ми замери. Тогаш беше млад вработен, на сега мое годиште. Тогаш имам толку. И кате така има истата судбина со хорско пеење. И татко ми форсираше цело време, ајде сине, ајде имаш ли, јас не. Плачев тогаш 1 сат, 2, никако музика не. И наеднаш се научив на тастатура на компјутер, симнав пијано и така се научив да свирам и после ме зеде под рака Војче од група Маестро. Уште сум со нив од оформување, сега ова име 13-та година. Од оформување јас тие многу ми помогна во животот и се што постигна во музиката е благодарение прво на Војче, а потоа и подршки од групата Нивна и мојот прв проект, тој е автори на музика и на аранжман. И Илија Филиповски исто виолината ми отсвири и учествуваше во цел тој проект и ќе ми свират и на свадба да се пофалам, запливав и меѓу време ја побара, кажа да, ќе прави свадба. Заплива во брачни води. Си ги обезбеди, пошто тешко оди со бендови, не може да се пофатат. Обезбедени 14 ноември, Везилка ќе правам свадба. Јавно покана. Ќе дојде. Кој сака да јавно покана. Поглум облик. Само така Никола договорени. И гребки. Така е. И гребки ни цвеќа, така е мало. Ова ново време, многу практично време, да. Интересно е, многу лесно оди договарањето на свадби кога си музичар, мислам многу полесно оди. Пошто од прека ги разбираш работите, али сепак си има и своја тежина, не знаеш од другата страна како е договарање гост список кој ќе ми дојде, кој нема да ми дојде од странство. Не, тоа е жената на главна, тамо шути само да кажеш да. Да, јас само кажав, биреј се. Така да не кажи му, кажа. Има свој гости, таа има свој брачо. Нема врска, тоа е за нив. Само низините гости, овие други ако има место. Неговите гости ќе... Нека бире, кажав, се што сака, само музиката да ја остави на мене. Музиката на мене да ја остави. Нели, дара така? И од моја и од нејзина страна не ми се мешаше во избор на музиката воопшто, ниту за веридба, ниту за свадба. Во доверба остави да одлучам јас кој ќе ми свири, како ќе ми свири, така да се знаеш од стар дека ќе ми свират маестро тоа. Кога е свадбава, сада знаме кога е 14 ноември. Добро, одиме, готово. Више знаеме што снимено више, нема назад, снимено. Да. Резервирам се, имаме емисија отказ. Чекај сега вака, Војче те учеше хармоника? Да, иако сме близко со годиница, 3,5 години сме разлика. Сакам да кажам, дали имаш по ноти или те учеше вака? Не, мислам, јас ги разбирам нотите, али не можам да читам и да свирам. Тоа не се, мислам, не се ни потрудив, не имав потреба реално, затоа што немав планови во иднина да влагам во дали на музичка академија или ја 3-та и 4-та година, иако средно учев во Македонски Брод, јас секој
викенд патував за Скопје, за кај него да ми покаже еден час секој викенд. Значи тие беа 2 години турбулентни и затоа и на сите млади денес нема желба, нема волја. Јас патував 2 години секој викенд од Македонски Брод до Скопје и назад за на училиште да се вратам. Браво. Гледаш? Го спомна проектот, сакам на вашите последни проекти да се држиме и да преминеме на нашите отиде времето, да. Даре да ми кажеш сега што е новото. Ново е, како што споменав, дека по 20 години другарување со хармониката не е професионално, нели, музицирање со хармоника, туку 20 години како сум почел да изучувам до ден денеска. Од 2004-та, по тој повод некако смогнав сили и време, пред се треба време, силите се секојаш нели на наши години, ако се пожалиме, срамо да ќе биде, да 7 композиции се оформија летоска некаде, мај почнав, во август ги формирав и со моите колеги, некои школски другари од средно од факултет, некои соработници по приватни и други ангажмани. Се собравме некаде септември, се сними, после тоа имаше нели еден краток период кој на одмор, кој подоцна, кој порано, да во октомври, тука некаде крајот ноември, се издаде албумот по име Вардарски виор. Вардарски виор. Да, може да го најдат на YouTube, имаш некој видео? Да, сите 7 се споделени. Направив за потесниот круг на соработници, пријатели, роднини, нели, физички албум, не е CD, тука имаше како уредба, така малку помодерно, дека веќе дигитално време и првиот албум е Скопска приказна, ово е Вардарски виор, така некако сум не знам, приврзан за родниот крај и локал патриот да речам и се работи, се твори, не застана, мислам. Тематски ги врзуваш, да речеме, темите, албумот, цел со некаков призвук, со нешто идејно? Искрено не сум ни размислувал така, да, бидејќи е деликатна таа работа, малце студирав етномузикологија, теоретски се префрлав неколку години, така, да кажам, фолклорот е пак извор од тамбура, кавал и тие инструменти не може не се сродни со хармониката за да би се фокусирал на одредено подречје, или мислам Скопје поле, условно речено, Скопска блатија, не знам, планините одоколу и доколку се работи тематски, сигурно би се посветиле повеќе години да тоа би звучело скопски. Фолклорно да речеме, ама пак тука влегуваат во игра гитара, кој е пак модерен инструмент, бас или контрабас, бас гитара, каков и да е, не се својствени за нашата изворна музика. И гледав да се држам до нашите предци, Никола, претпоставам дека ќе се согласи како, не знам, за нас големи идоли и примери Ангел Манчевски, Кочо Петровски, Завков и од помладата генерација, знам, Кацарски, Ливрински, Дарко Илиевски, ред други истакнати. Дуле Сашко, хармоникаши, да ги забраваме, не замерат се наверам, да. Така е, да. И е големо поле кога станува збор за музика, не може да се да се останеш на подрачје. Има нека бројка на тоа колку ора има во Македонија, колку има? Па не знам, за изворни искрено еден тон. Еден тон, ајде, ако говориме во килограми. До кај колку знае за други, колку ја знае. Дали свадбарски или од народен ансамбл да се свира? Свадбарски, препати. Пајдушко, значи ми останаме кој други. И ова деветката, така. Елено Чанчак, тие се наши услови. Ти у другиот живот, Никола, батали. Срика не се нашите. Тресеница може да. Тресеница да научиш до негова свадба. Тресеница да се научиш да ја растресеш таму прва да се патиш. Слушај, што прават хармоникаши муабет кога ќе се видат? Што е првиот? Реално, јас, пример, кога би седнал, ние се знаеме многу одамна. Добро, и што ви се муабетите? Јас сум више 10 години во Скопје. Како Дарко се насмеа, значи е смешен малку. Реално не збориме толку премногу за музика. Не? Нешто, ако има нешто интересно и слушни го е многу добро отсвирил, ќе пофалиме некој колега, едно друго, или ќе се скритикуваме сами, види тука лошо сум отворил, или ќе се посоветуваш, али генерално разговараме што понатаму, како понатаму животот, еве тој, ако сме генерација, тој веќе има 2 дечиња да му се здрави живи, сега правеше меѓицев викендов. Да, и ете, муабетот обично е повеќе фамилиарен, сега више како бидат години, не? И така, инаку како што го спомна Милан Завков, тоа беше делото што го свиревме негово, за жал покоен. Имав прилика уз група маестор да бидам доста близок со него и сега едно од последното дело оставено јас треба да го снимам. За жал требаше да биде тоа дует. Ми е многу криво што нема да имам дует со Милан Завков, тој ми е дол во хармониката. Не ми е уште снимено, значи до прва треба да се сними, тоа е голема одговорност, оставено е за мене, а требаше да го снимиме заедно, што ми е многу криво. Така да, еве, поминаа скоро
тој 6 февруари почина, требаше на 15 февруари да го снимаме, така беше договорот. И не ни знаев дека го имал зачувано во некој фолдер, кога ми кажа, се потресов цел, знаеш, како и измешани емоции многу. Да. И кога ни беа маестро, промовиравме нешто што е последно оставено и баш зборувавме. Така да убаво да се потсетиме. Сега уште само да го прашаме, го спомена својот идол. Кој е идолот твој? Несомнено, мислам, ја сежам искрено моментов, лектира едноставно икона на македонската, да. Не како човек, не само како се заедно. Да, јас лично неколку пати сум имал шанса да разговарам и да бидам на маса со него, бидејќи исто јам бил член на Лиричацев и на тие некои генерацијски средби. Тогаш сме се сретнувале, сме го посетувале танецот средномузичко и мислам, искрено како лик не го познам многу, но сепак, знаете како викаат, кога човек го снема, испливуваат на виделина сите приказни. Да, јас мислам, човекот има оставено повеќе од неговиот живот во музиката, отколку, не знам, за како некој обичен што би направил за, не знам, нешто физички што може да се представи и он, мислам, малку ќе биде да се зборува искрено, па не знам, ние четворица. За сите хитови, значи, да не претерам, не знам, 20 пејачи да ги земеш, по 5 песни сигурно имаат сите хитови кои се само од него. Некои помалку познати, некои повеќе познати. Мислам дека има големи виртуози на хармоника, а помалку или повеќе за некого кој како нели си сметано, човекот е несомнено, мислам дека еден од најголемите. Доаен остави стварно музика за сите генерации. Ајде се го одиме на другиве. Што го другиве. споминавме, ајде сега на нашите прашања, куси, интересни одговори и интересни ситуации од вашиот живот, зашто да не? Не знам дали на Димац имате во Македонски Брод? Јас имаме, вика цел живот пејачот по татко ми, ја не сум пејач. Пејачот? Миле пејач, Миле Андрески татко ми, да. И брат ми го викаат пејач, а нема... Значи пејачове викаци? Пејач ми е прекаро, да, Никола пејачот. Така ми е прекаро. И во Македонски Брод прашили Никола пејачот, хармоникажот. Тоа е тоа. Да, тоа беше првото прашање. Кој е најнеобичниот надимак што никогаш си го имал? Даре, си имал надимак? Јас сум немал, ама сум имал име заменско, да знам, бевме на турнеја и на шалана за фреквенција, така и другарството и ќе го поздравам, Дамјан Јуров е тапанар во Happy End, да. Кажем, вика, ми личиш ти на Зоки мене. И од тогаш не да, не за Зоки така. Како име да се викаш Зоки, така? Да, Зоки затера така и цела група таа, генерацијски сме тука горе доле. Да, и кога да се видиме на средно, мислам ми се разделија патиштата во друга група, друга работа и кога ќе се видиме, нема тука Дарко, мислам, не постои за него Дарко. Од сега си Зоки, од денес си Зоки. Ајде се. Добро. Кој е најсмешното нешто што си го направил за љубов? Ајде да видам сега што ќе кажете. Што ќе кажете? Ништо ти со списоков може да. Значи најсмешното нешто. Еве сега за просувањето, значи можам да кажам дека смешно беше? Чекај. Да се наместам. Мислам последниве неколку години на јавни настапи по телевизија настапувам и не сум некој тремарош. Тие што се тремароши пред некој јавен настап и се, обично нема трема пред запросување. Мене коски ми се тресе. Не знаев што да правам и толку... Никола, како беше запросувањето, раскажи? И толку глумев мртов пиен, дека не можам да стојам на нозе, зашто не знаев више што да правам муавет и до степен да се налути, демек ме срами, шо правиш како. Мислам, екипата знаеше, бевме на турнеја 40 дена во Малта, ќе ги поздравам газите Кира и Филип, персоналот и сите наши иселеници таму. А таму ти така реши, таму да замислиш. Ај, беше со вас. Дојде на гости. Дојде на гости. Мене ми беше планирано планирано. Лани, да. Добро. И тој ден кога дојде, не знаев што да правам со себе. Немам трема, не сум тремарош. Сите што ме знаат дека немам трема. Кај требаше, како беше мојот да? Како што беше, така испадна, само што моментот јас глумев дека не можам се и таа више почнеа фати паники, само наједнаш дојде десертот и јас клекнав и беше и толку. Толку, значи не знаеш што се случува, знаеш како. Значи, стварно е изнадување. Тоа беше смешно. Глумев, значи, буквално во еден од најелитните ресторани во Малта, глумев дека не можам да стојам на буквално, да. Добро си се снашал, Никола, и тоа е важно. Али не очекував дека ќе имам трема, на брат ми му се смеев кога ми кажуваше, кај демек што е тоа ништо посебно, мене не можев да заспиам никако. Не? Додека после тоа више готово. Готово. Додека кажа да. Да. Добро. 3 пати ја прашав да потврди. 3 пати? Сигурен. 3 пати да потврди. Да не си слушнал. Да. Добро, да не остиш во Малта, па таму нека си најде друг како ни ти каже да. Не. Брзо и беше повратниот лет, немаше време.
Дарке, ни откриеш нешто? Па јас сум, не знам, поинтимен околу тие работи, ама знам дека не беше многу одамна и не беше скоро, пред неколку години. Договорени бевме за незиниот роденден, така некаде да седнеме дали на кафе, дали на доручек. Значи, знаеш кога е роденден? Молим те, подели. Пошто ја не знам. Јас матичниот го знам. И матичниот го знам. Браво, Нико! Ти мораш да пријава сега матично. Не, општо Ке те прашаат, фотографско памтење имам, цел клас им го знам. Аман. Дури ме прат будала, дека се помнам некоја глупост од детство. Ајде да кажи. И? Намерно доснев, да, купив едно така симпатично прстенче и нели социјални мрежи. Се збориш за запросувањето? Не, општо така за обична средба, да. Добро. И чекав да стигне до момент да се изнервира да стане, мислам беше така еден пролаз во Беверли трговскиот и седнав дојдов и ме испеа нели како што Да, како што нормално треба, да, женски род нели, така го. Мислам, тоа беше така малце по наградна страна, ама... А ти намерно доснеше за да го даш прстенчето како она ке вика. Да биде така, баш любезно од нас. Добро, гледаш. Сега, овој како нов во брачниве води, следно прашање, види, дали некоја сте се обиделе да готвите, а резултатот бил катастрофа и генерално околу готвењето? Какви сте? Околу готвењето, јас искрено, освен скара, Све друго е катастрофа. Другото, да, тоа што го правам, само јас си го јадам. А ретко правам, обично сум на Чисто да не се фрли. 90% сум по ресторан или на деливери, тоа достава само. Инаку не сум по готвењето, невестата си знае рецепти, си готви. Знае? Да. Не, а јас си признавам, не. Не знаеш. А имам желба, ама има А имаш нешто катастрофално што си направил, што го памтиш? катастрофално, уф. Да не речем... Не знам што измешав, не знам, имам пренаправено, ама сега да ми текне во моментот. А добро, да ме прашаше преки ќе смислев ќе ми текне, сега Не, да смислиш. Дарко? Па да не се фаламе да се смее дома, ама си готвиме. Да. Секако ќе се смее и ќе најде некоја забелешка, да знаеш, жена. Да, стварно се делиме во домашните обврски, некогаш стварно ме упушта готвењето, сега не сум некој да сготвам некој ултра виртуозни работи, али така нешто посетно од македонска кујна. А некоја катастрофа ваква? Катастрофа, некој рецепт читавме од Инстаграм. Брашно тесто, да направиме тесто и толку треба да се меша на толку температура и вика сега истурете го, замешате го. И на работно масиче во кујна имаме едно железно така парното е позади за да изгледа топлина. Мислам, беше така, работната маса наведната и отиде парното. Да. Ето е Инстаграм за реалити. Лепче да. Некој геврек требаше да видам. Ама ништо. Се најаде курпата. Добро. Кој е најчудното место каде што се заспала? Музичар, А, нормално. вие музичари? На аеродром, така? Аеродром, да. Добро, заспиваш одма, така? Не мора ништо да ти се случи, спиеш? На земја. И тоа сега, и тоа не бев на турнеја на ништо, бевме на одмор во Анталија, каснеше летот на 4 сати, вака на аеродром, хаос, гужва. Јас викам на, тогаш ме беше девојка, сега Реница. Викам, потреф еден ранец и си легнам. Викам, срам, не срам. Јас легнав, после мене сите легнав. Таму во Анталија? Во Анталија на аеродромот, да, беше катастрофа. Вака немаше ни столица, ни ништо. Таму е гунгуло, ја не знам како си можел да спиеш. 4 сати, едноставно. Заспив. Слушалките, музиката, ја така и ден, така ми е секојдневие. Јас заспивам и се будам со музика. Тоа многу слушам. Пренаслушан сум за музика. Добре, не ти доаѓа нека да ти зујат ушите Не, после и кога свадба, учев, настап. еве, додека бев и во читална по 7-8 сати, додека сум учел, секогаш со слушалки во уши со музика. Добро, не слушам народни, слушам нешто джез, али е нормално. Музика е музика. Музика 24/7, да кажем слободно. И додека спијам и кога ќе се разбудам, некој знае уште да свири. Никола. Реално. Дарко, и ти? Искрено што се. И ти така? Да. Реално. Тоа е добро, мислам, тоа е добро заради тоа што Многу е се добро и за слуша. мозокот и за хемисферите, Јас мозокот и искрено медицински се. Ајде го сега и медицински. За капење да влезам и само да слушам вода како паѓа на плочки ми е не знам како. И тогаш музика. Незамисливо, да, обавезно се. Имам една дума Живиот таква звучник, живиот звучник, уште Ете, имам еден и... Си послушаш. Да, ама после се труши еден булјар, па после комшијива дајте ни Па топла зависи вода. од песата, кај него може орото ќе запогоди подолго, па отиде цела. Добро, да се пошегувам малце. Ајде. Ако можеш да зборуваш со животни, кој животно би го повикал прво, нели, за да позборуваш со него и што би му кажал и што би го прашал? Што би го прашал? Да.
Пошто јас прв почнав Миленици имате? Миленици? Јас сега, пошто сум во Скопје, живеам во стан, немам. Додека бев во Македонски Брод, имав куќе, да. Инаку, кога би можел, би зборувал, со змија. Со змија? Со анаконда. Сакам да ја прашам. И шо ќе ја прашаш? Жив ти, бе. Што, кога ја тера, некого да задави, некого не. Како се дека треба некого да му се сплетка и да го голдне од озгора. Тоа како, тоа би ја прашал. Како го бира сега меѓу мене и тебе, да ме те одбери тебе, зошто тебе? А зошто бе мене, нека да одбери тебе? Зошто мене, добро, нема врска. Ај, тебе Нека по возраст, нека по возраст. Да, нека ја ти на годините, да не те фати тебе, молим те. Свадба барем да ти направиме. Така, гледаш. Стоп, да не повери. Не знам, често гледаме на оние емисии со животни. Значи, магаре, како може поинак животно нема магаре? Мене како да играеме прашање, кај ми го поводи. И шо ги го Јас сум прашаш фасциниран, магаре? како може толку инат да мислам. Да, стварно, тоа би го прашал, така? Зошто си толку инат? Да, имам гледано дека луѓе стварно пишуваат докторати, научни студии за тоа како функционира нивниот дел од мозокот, да е стварно. Хороскопи многу сум инат. Не, тоа инат, затоа и да магарешка, али беше на Wild на некој National тие телевизии, мислам. Не знам. Невозможно. Да, зид ќе бутне со глава, али многу чудно. А истородно животно со нели со конј, со тие копитари. Домашно животно. Домашно, да. Магаре. Зашто ги спојуваат коњи магаре сега, не ми е јасно. Тоа мазга испаѓа. За мазга, да. А таа инат? А таа инат? Таа ја користат за пострмни. За мазгата многу повеќе да издржи, издржива. Па затоа е коњу за да не биде инат. Видиш како? Гледаш, комбинира. Знаеш што е мангулица? Овце и свиња. Мангулица животно. Чекај. Мангулица. Добро. Тоа е мелес од овца и свиња. Чекај, јас немам бактерија. И многу се убави колбасите. Ако не си пробал, има во некој скопски кафани, ќе ти кажам кај да пробаш колбаси од мангулица. Чекај да се запишам ја. А во Србија се многу побави. Мангулица. И ќе видиш овце како изгледа исто. Овце и свиња. Овце и Ете ќе свиња. видиш сега. Стварно, зизаш ти. Абе со фризура е. Да видам? Не бе мангулица. Леле, абе личи на дива свињава. Ама види, има примеси од овца. Да. Се не знам машкото, женското кој е, али знам кој е, како се спојуваат. А ова види како еш, како свиња еш. Боже, нено. Многу е вкусно месото. Мангулица. Не знам дали може. Немаме толку зумбото, отвори поголема слика. Мангулица. Многу знаат инаку. Не ме чудите што. Ја не знам за Ја немам мангулица. појма за мангулица. Знаеш Дорко за мангулица? Не сме сами, значи добро. Македонски брод ни од цело изгледа дека сме. Едукативна ни емисијава, бе, тоа е за мангулица И од научи. македонски брод сме и научени на се и се што. Ако. Чекај, малце сега, да го скукнам ова? Не скокни што сакаш. Ајде. Ако би можел да живееш еден ден како некој друг, кој би бил тоа Здравко Чолич. и зошто? Здравко, сакам еден ден да видам Здравко Чолич, али кога имаш 51-52 години. Така? Не сега на 73. Да. Зошто? Затоа што му ги имам гледано сите, мислам, документарниот филм негов уште кога бил многу млад, дека и татко ми се има запознаено 81-82 во војска кога бил со него. Вика, тоа жени, вика, трчаа по него. Чекај се тука. Зошто да не бидеш сега на стари години, Здравко Чолич, да бидеш на Ај сега трча. Сега трча. Па на 50 тогаш се ожени. На 50 се ожени. Тогаш се ожени. Значи пред свадбава да Тогаш се видиш ожени на 50 и тогаш направи 2 деца има. Ете. Па сега Значи ти да фатиш и пред да се ожени Здравко Чолич и од кога се ожени. Значи од старт го кажувам негови возраст. Нема? Дин Мартин не сум. Значи омилен ми е од джез пеачите, па може би ајде не ден али 2 дена сигурно без негова музика не поминува, да. Така многу харизматичен, хумористичен, нели? Многу ми навела дека бил алкохоличар, но сепак го правил тоа од шоу бизнисот, нели, со Љубител на со Джери Луис, да. На чашка. Мислам многу искрен лик, харизматичен, баш онака боем. Наш ки кажа, но и А си сурфал и каков бил Дарко Дамевски во име Њаков, презиме Њаков? да, јас сум исто љубител многу на македонската кинематографија и сите филмови ги имам изгледано со него не затоа што е Дарко Дамевски, нели, туку
стварно е голем актер. Затоа што е одличен, Да, мислам, премногу добри актери имало од тој период и од денеска, секако дека ги пратам, нели, денешните филмови, али во тие услови, тоа време, стварно талентот бил неприкосновен и со таа технологија да го доведеш тоа тие години, па сигурно пред 50 и 60 години, да, веќе се поминати до совршенство. Готово? Кат. Како не спушка Поминавте ова говорниот дел. Добро е, Предизвиците следуваат и игрите што ги имаме за вас, но да отсвириме уште нешто, господа. Ајде малку да се расположиме. Никола рече ќе те тера да пееш, ама нема алтернатива изгледа. Не знам што Ти ќе не свираш. буцкај сега што не треба. Ето пееш? македонски брод, знаеш колку па? 10 години. Така, знаеш пред Што пееша? Пред 10 Све. значи 2011 беше Караоке. Идол беше 2011. Добро. Ти после Идол негде 2-3 години. Така убаво. Ја па мислев дека ќе го одбереш Ненад кога бил македонски брод на караоке. Не, држте до Здравко Челицки. Тоа беа со Ивана многу познати, да. Ево уште едно урод нашиот доен покоен Милан Затков, ќе свириме на кратко. Ајде. Кате? А не, никој како, Никола и Дарко, а време е за... Реклами! Па се враќаме назад. И да сме назад, никој како, две хармоники во студиото, Дарко Дамевски и Никола Андрески. Кажавме и многу интересни работи дознавме за обајцата. Па, бога ми вака, од се по нешто. Така, Никола? Така да Генерацијски сме тука и има интересни ме претрга само со женењето. И то многу ме претрга ептено. Многу те претрга? Па, 3-4 години. Брзо трчање. Да. Сега продолжуваме со интересни, не прашања, туку игри и предизвици. Така, како рече. Ненад пишува, Ненад прво напиша... гаси, а Никола да се свртиш таму, пошто многу гледаш и Фотошоп, а не треба да читаш. Чекање. Да, Ајде. значи немој да се прочитал. Чека да видим што имавме. Тука се напијам. Добро. Ајде. А Кате, тебе оставам да распоредиш кој што ќе биде. Добро. Ајде. Чека да му гутнам презимето. Не, немој. Не утнувај. Така е, да. Добро. Добро. Добар ако писаш. Ставајка, не. А, не, баш Докторски, ама- докторски Па, бе, разберам, брат. Сите сме доктори. Затоа што ме одвикна да не пишувам со лева, а сум левак и заради тоа ми е тоа така. Значи, да, леваците не се знам многу дали интелигентни луѓе. можеш да гледаш со овие или да ги ставиш вака. Па ќе ги ставам од згора. Од озгора пробај, ако не извади ги твоите, па... Ај, Стои, пробај. да? Па не знам. Стои, како очила. добра. Очила врз очила, нема проблем. Дај сега. Повелете, колешки. Тук господин овој. Добар фајр, Што не да, вика, што не Без викна на досадување. свадба. Значи треба со да и со не само да си помагате. Секој погодува за себе, кој го има напишано нели Кој на ќе почнува овие прв да очила. прашува? Кој сакате? Вие Така одлучете што се. кој сака нека почнува само со да и со не.
Ајде, почни, прашувам. Прашуваш за себе, Даре, прашуваш за за себе? кој Него го си ти. прашуваш, не Него нас. го прашуваш, а он ти одговара Дали да сум или не. машко? Да, прво така почнуваш. Ајде. Машко сум, добро. Музичар? Да. Инструменталист? Не. Пејач? Да. Скопје? Потекло не. Македонија. 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 Стара доста. Поп? Не. Не? Фолк? Не. Можда на времето. Рок? И како Не, ме може не, на време? Чекај, мате. Како на времето фолк? Ајде. А, добро, се разбираат на некој чуден јазик. Добро. Праша све по фолк. Народно пражање. Одговара за дали свири. Аха. Да. Актуелен уште? Да, да. Да. Брат има? Има. Да. Знаеш кој, а? Има. Има. Пријател. Музичар. Асоциација пријател. Пријател ми е брат. Никола. Пејач? Дај Пејач, не, Никола. Пејач. Па му помогна мало. Многу му помогна. Само една асоциација. Со Кажа брат дека му брат му дека не е помогнате. пријател. И уште пријател, готово. Ке го погоди. Ајде. Фестивали? Да. Хитови? Да. Благо Груевски? Му помогна со брат му. Ја кажам инаку поп фолк Благоја Груевски почетоците му се на саксофон со забавна музика. Така ли? Да, Добро, да. добро, готово. Ајде сега. Дали сум машко? Да. Дали сум жив? Да. Дали сум пејач? Да. Народно? Да. Од Македонија. Од Македонија. Ето, тоа е. Да. Скопје? Не. Охрид? Не. Деварско? Не. Рекански крај некој? Не. Струмица? Не. Манија света Македонија. Кичево? Не. Требаше да го ставя Се уште Петар Мичов. актуелен? Да, да, да. Да. Фестивали? Да. Хитови? Да. Над 50 години? Да. Не други градови да? Да, кај запре. До Јужна Кичево Македонија? стигна. Не. Ги кажа сите ови од кај тебе си да ги кажа. Ти од западна ги кажав, од кај нас. Се сврти на другава страна. Не. Сврти на другава страна. Радовиш, А гора кај? Куманово. Да. Куманово. Нино Величковски. Асоциација за пејач од Куманово. Сам прашав, само прашав. Нино Величковски. Куманово последно ми текнало. Величковски. Поздрав. Одлични сега? бевте. А сега? Се изнасмеавме. Што сега? Сега? Читай ми од усни? Ајде, што сакаш? Може, читај ме од усни. Тоа ни актуелно се смешно. игриче. Читај од усни со тоа што треба да прочита, односно поимите се македонски народни песни, ќе ви биде многу лесно. Така е. Ајде, кој ќе дојде овде да погаја? Дара, па можеш и таму, или? А не, можеш тука да примисти сако не. Од усна, може и асоциација, може се, само не треба гласно да кажува за да не На слушне. неговото столче, за да можеме А ја ги слушам музика тука. Ти Да, слушаш ти музика? слушаш тука продичи. Продај малку да те... Родиджи. Да, да. Од овие? Нешто? Да, Или чекам, едно? да, да. Ако не може, Да може те малку деконцентрира сега да погодуваш македонски изворни песни, а Македонски слушајќи Бираш, продичи. да, бираш три Знаеш, ти, три лесно осови. е, птен, Едно педно, така? Да. така да само да пуштам Само не плей. кажуваш гласно, туку нели треба да ти чита од усни. Слушаш Никола? Слушам. Па не треба мене да ме слушаш. Те треба да тивка многу. А ти па која? така, за тоа тоа е Кажи. синтеза, сега ќе ти појача. Се е добро? Уште мал. Сега добро. Слушаш? Значи само отварај уста. А слушаш? Малку, Нас не малку, не слушаш? слушам, да. Па не, Искрен не сум ти сега, се не стаje, слушам. не можемо се мали. Нема Чекај, раска. стој. Чек, ајде. Ајде. Добро, само Слушаш? ќе отвараш уста. Не слушам, ама нема врска. Добро, ќе отвара уста. Цела... Сега треба само да те буни музика. Само вака. Ајде. Море. Море сокол пие. Браво, окей. Одиме. Абе, По логопед трима. сум, логопед сум. Да. Тоа е твоја игра, ова. Што се смееш, Дара? Ах, каде е мојто либе? Не, бе, ти да хармоникаши им дадам народно му. Подрмо да мајче. Требаше последното без да гледа. Логопед сум, гласови ми ги знам. Па, Ајде, Дара, минете са. Без да гледа. Со маска на уста. Слушаш? Што е ова, бе? Пролиджи. Екзит фестивал. Ај ќе ги држам вака. Ајде.
Отварим. Бела ленча. Добро, браво. Како? Не го кажеш ова. Добре, да, ако Солзи. малку. Сами капат. А, с нощи минав. Покрај вази. Браво. Добро ова. Стани моме, да заигра. Нели добро? Слушај си, Дара. Многу на тона почнала добро за. Не, одлично, това работа. Fire starter. Добре што не... Хитиште. Хитиште невидено. Дошло во наше време. Чекај сега да наместиме друго. Да исклучиме ова. Следна игра. Кој не знаеше да црта од вас двајца? Кој се кажа? Јас сум тежок антиталент, тоа мора да го Антиталент? кажам. Да, тежок. Добро. Добро што така не И може. да гледам не можам да нацртам, а не па да не гледам. Не, ќе гледаш. Сега. Да видиме што ќе биде. Никако, джабе, ги се смеат. Еве ти го ова, не со црвеното нема да се гледа. Ти можеш со виолетовото. Повелјовија. Убаво. Гледаме кој ова. За петка? Црташ за петка? Па нека биде за петка. Црташ за петка. Он Што 3 сакате? кон 4 нека Како за ќе петка? нацрта. Како за петка, најубаво што знаеш. Се за петка. Да. Сега дали ќе видим некоја приказна нешто што вие сакате да мене пренесете преку црта? Да не е едноставно нешто? И па сега за петка само са. Не знам зашто ти е доставно тебе, Никола. Све. Нека биде кон 3 за 3 за 4. 3 плюс. Како се заангажира. Да бе, влезе, Добро. влезе. Битоскман Марте. Готово. Да видиме дали ќе биде за петка. Црна петка. Само денеска да завршиш, ако можеш. За бришење не сме, така? Имаш, можеш да бришеш. Можеш, Ивет. Еве, ова брише, Ивет четка. брише. Повели? Што црташ? Само да биде брзо, наречеме минута време и после да видиме што како. Мирни. Боже, боже, боже. Абе, згради црта. Не, ова не се, ова се... Шо е ова? Не можем од чашава да видам, ама ќе видам, ајде. Гледачите Ајде. гледаат. Ова не можам да му го дешифрирам уште. Овде се некоја куќа или вишендица нешто се Ова прави. му е идила. А треба да кажам се или не? Не. Нацрта па кажи. сега, ние Да можеме видиме да да си заличи погодиме. на А тоа Дара ќе што... погоди. Да заличи на тоа што Чим треба. Даре ќе погоди, значи некој инструмент. Ще ќе видам што е инструмент. Дирки. Така? Па не си лош. За петка, Не си лош. Чим ги познавме, не си лош. за петка е да на факултет. Доврши го. Пошто немам петки, Само дирките? Или планираш да продолжиш нешто? Не имам што да продолжувам, доста се, 3. Треба сега да имам полутон, па С треба пак да оцртам сега. Тоа ќе ми искара професорот по музика одма. Ке ти фали А тон. гледам, Па, да, мора полутоно да го нацртам. Ајде ќе се солидаризираме, ќе ти речеме доволно, ќе го замислиме полутонот. така е 5 минус, така? Или петка? Петка е? Више колку имаме? 32 плюса. Заврши. 32 плюса. Зашто 302 плюса ще има? Не, тука без полутон. Не можам полутоно. Крени, покажи, погодивме. Добро е дека погодивме, тоа значи дека е добро. Си го погодил. Даре, више има Клавир уметничко нацрта дело. фали, 3 дирки. Три дирки. F, G, A. Ха и Ха, почнам не ја завршив. Добро. Ајде кажи сега Чекај, Никола Даре, што го снимаш, нацрта го Дара. На шо Крени, ти Дара. Даре на неко викендица, нешто дрва, деца играат. Ова е дрон, бомбаш. Тоа сакам да кажам. Чекај се, баш ми личеше викам птици или дрон. Некој пиле. Дрон бомбаш. Ова па значи Чекај се, Ова ова. знаеш што сега ти кажам? Јајце од гулаб, јајца. ама гуска го има овако топлено. Така, затоа така личи. Како со овцата и со... Да, ова, како се мангулица. Јангулица. Така, јангулица, мангулица. А Добро. што е, да речеме, цела... Патче со викендиче, со дрво, Погоди, со значи. некој пиле. Да, да, некоја селска идила, нешто такво. Некоја... Зимно Чека го време. избришам да не се А, и дим има, значи, добро. Значи, дим има куќата. И дим од джачето. Добре. Да. Да го избришеме ова? Да избришам не треба срамота, да да цртам. гледат Не, луѓе. бе, зашто не е срамота окей, ништа. Не, ја чисто да простудирам сликава. Добро, што договоривте трето ќе свирите? Па некој Дојде песен време. народна ќе отсвириме ако. Ајде, ако Може, забавно. Народно. За забавно Што чоли забавно? треба. Не.
За забавно Чулич. Забавно може за вас. И Чулич требаше да Не, жална, смислиш. мислам една жална песна. Али, ако нема врска. Убава, стара македонска народна песна. Ајде. А Чолич му ги знаеш песните? Ги знам сите. Стварно? Сите до една. За Па е сега крај една жална Не и можемо после Чолич на Чолич хармоника нещо. сега. Не На можеш? недоговорено. Не, јас зборам за на хармоника, дали Ама знаеш? Чолич, можам, ама нема да Не. звучи до тоа. Ајде, пробаме. 5 секунди после, баш. Ајде. Овој кларинет може. Знаете да пиете? Цел живот не си ме видела. Ти си машко чего родила. И на друг си радост майко дарила. Леле офама, леле. И на друг си радост майко дарила. Таман се разпеавме ние сгради. Добро! Стига Чулич? Ајде. Концерт! Немој да ми браниш, молим те. Да ову песню не Да те заборавим и оставим. Окей! Не свирам забавна музика, али... Браво, Добро, добре, ова браво, беше во Никола! склоп на муабето. Браво, нели? Даре, браво, Се, браво. А зборуваме. сега е време за... Рекламчиња. Може, па игра, Ајде, па за неколку игра. минути се враќаме нас. Спремни Никола и Дарко подготвени скроз. Дарко, така е. Никола како цеце мувата, одма, стави. Ама Никола, како му кажавме, така прави, разбираш, само чека на готов за да биде победник, така? Па не. Никола, види, како ти нема. како близнак мора да победиш. Дупли близнак, може. Дупли близнак си. Да. Четворица, значи. Четворица. И позади... Нема место за студијала, ако сметаме да си одиме. Не. Па усети ти сам може да се надпреваруваш. Не кажа дека сопругата е близнак и да си одиме сите. Не, таа е девица. А, добро, таман си. Ти да не си исто близнак? Не, стрелец сум. Добро е, Второ, добро е, познат добро ме е, доста. добро е. Ајде да видиме дали овие двајца ќе Дали победат четворицама или ќе ово со победат стрели, или јас ќе овој фајдам. сам ќе победи? Ова стрелец ги ме победи. Викаш? Баш ме интересува. А, Ајде. Ненад, ќе време објаснуваш? ограничен, нема, знаат, Знаеш шо односно како? ќе видат гледачите, тие Кој си фати знаат со штипка, најбитно, повеќе не чаши. гледат на очилата Да. и имате по една штипка. Со тоа што И ги сега фатите, дај му една ние да ви се обира во помагаме. неа. Да. Да, ре Е, победи. Ние ви помагаме, нели, ве насочуваме, да ти ме слушаш мене, Никола слуша Кате околу помошта и да видиме кога ќе снема чаши, тоа завршува играта, па ќе се броиме. Нема. Ајде, дечки, 3 за 4 позор сега. 25 чаши. Ајде. Малце понапред. Добар, Никола. Тоа, браво. Тука си, окей. Добро, чекај само пушти. Оди малку Супер, понапред. можеш. Добро, одлично. Така е. Сега малку оди Браво. лево. Гледаш ти? Не. Малку Браво. понапред. Како да гледам чур? Добро, добро. Можеш тука ја фати, Ајде, добро. одиме сега. Браво. Ајде. Не ја збирам, ова. Ете, малку Добро, понапред. нема врска. Пушти ја. Ајде. Добро. Тука, браво. Ајде, Ти одиме. стварно гледаш. А ја фати, ја Кај да фати. гледам? Ајде. Прст предно го не гледам. Оди ја подеме, добро. Еј, две пати. Чекај, две лево пати. малце, Ете, една. ет, добро. Ајде. Браво. Десно сега имаш уште Тука, една. браво. Можеш и таму. Па, ајде, треба да ти помагам. Ајде. Ајде. Ај, имам сега. Ета, тука. Не. Ај, малце ете поле. ти овдека. Тука. Можеш. Добро, ја Добро, фати, сега ја идеш пушти. лево Ајде, ти за сите. уште еднаш понапред, подолу. Оп, малку понасад.
Иди поназад или понапред. Е, тука, добро. Одлично. Ајде сега тука лево, тука има една. Лево. Е, тука. Ајде, пати не, понапред. Малку. Ајде, таа партија исто така. Браво. Ај уште една. Сега лево, сега во средина, да. се ситачаш. Браво. Тука. Ајде тука пут лево, твое лево, добар. Ајде, патија. Уште малку полево. Уште една. Патија повеќе како минатиот пат. Супер си. Чекај, падна. Имаме уште две. Ние сме, мислам дека победници. Полемо, да, бе, мислиш. Еве ќе видиш. Добро, и уште, онда, ако се они победници, еве ние оваа. Не може таа сега, која патија пат. Уште една си остана сега, да не трае играва. Ние онака ќе бркаме ако вие завршите. По зелена. Добро. По една ќе ги бројме. Без разлика дали е голема, мала. 2. Сад замисли да победиме. 3. Опа. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. Кои се победници? 16! Лажа! Не, бројано лажа. Они па се откажа, ние сме победници, играјте, соберете. Премце во соберете го 2-3 чаши. Затоа уште не издаде да победи. Должиш бијачка. Кој победи части? Значи, даре части. Се слуша, да рекете, можеш сопругава те пуштава ке јавно да кажеме дека си веќе со Никола Договорен да го частиш за ти него за малиот или малата? Шо е второто? Малиот? А ти за невестата. За тоа што невестата не се замина сама од Малта. Готово. Добро е. Готово. Нема време. Фала ви, успеси, ве чекаме пак со нешто ново. Драго ни беше што ни бевте гости. Поздравете по дома. А утре имаме ракометарки две. Марија Анкуловска од младата генерација и Индира Кастратовиќ. Се гледаме Македонија 17:15. Чао!